Ресорите животна средина, економија, правда, евроинтеграција, култура и односи меѓу заедниците се дел од колачот кој ќе го добие вреди со владината реконструкција, тврди вице-премиерот Беким Сали. На 2 годишнината од функционирањето на владата, Сали тврди дека во ресорите правда и култура, кои ќе бидат раководени од нивни кадри, ќе додат нови имиња, во останатите остануваат актуелните министри. Според нив здравство нема да биде веќе нивен ресор. Пакетот кој што Глен продолжува со владењето, односно како дел од мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграција, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Па се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се 2 нови имиња. Значи здравство останува? Па не е дел од пакетот, не го спомнам. Па бетон ќе биде кога ќе ги слушнете при презентација, меѓутоа наш бетон е ова што го кажуваме. Без да откриваат детали кои понуди се на преговарачката маса, од знам пак тврдат дека нивните ресори остануваат. Димитриевски убедува дека владината коалиција е стабилна, иако се прекројува владиниот состав. Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци, таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има добиена обврска да ја работат. Смени ќе има и во редовите на ВМРО ДПМН, но детали не се откриваат. На ниво на шпекулации се информациите дека правда, здравство, култура, образование, земјоделие, политички систем, спорт се ресорите кои би трпеле смена на министри, но не се исклучуваат и други кадровски промени. Смени се најавуваат и во пониските ешалони. Додека владините партнери го кројат новиот состав, опозицијските партии обвинуваат за неспособно водење на државата. Сада сама вела додека знам се распаѓа и последните двајца преостанати во партијата се тепаат за министерски фотели. Раководството организира караван из Македонија под слоганот Европска знам, Европска иднина, Европска Македонија. Дуи пак ги нарече вреди ништо во владината коалиција, бидејќи немало резултати од дадените ветувања. Ветува еднаквост, достоинство, развој и нова ера. Денес, после 24 месеци на власт, граѓаните поставуваат 3 прашања. Каде е промената, каде се резултатите, каде останаа ветувањата. Конечна одлука кој ресор во чии раце ќе биде распределен ќе биде познато во вторник, кога мандатарот Мицкоски ќе го соопшти исходот од владината реконструкција. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.